Сушниот период драстично ги намали водостоите на реките. Кај шарпланинската река Пена е забележана најниска издашност изминатава деценија. Нискиот водостој е и резултат на работата на хидроцентралата во местноста Бањиче. Сушниот период значително го намали водостојот на река Пена. Критична е состојбата во незиниот горен дел ке местноста Бањиче, каде голем дел од водата се користи за производство на струја. Ваков низок водостој на реката Пена досега не е забележан. Дополнителен проблем е што водата од оваа река се користи за производство на струја, зафаќајќи оваа површинска вода во должина од 2 километри, од браната се до објектот на хидроцентралата. Дека голем дел од водата од оваа река се користи за електрична енергија, говори оваа снимка која покажува дека издашноста на Пена се зголемува, откако водата ќе се испушти од хидроцентралата. Малиот водостој на реката, освен флората и фауната, ќе го наруши и целиот екосистем. Сето тоа има влијание на секој жив организам што во реката, односно и на флората и на фауната. Меѓутоа, ова има влијание и на подземните води, значи на геохемијата на подземните води, а со тоа има влијание и на севкупниот екосистем. А ако ни е нарушен севкупниот екосистем, тогаш е и концептот на одржлив развој. И граѓаните велат дека не паметат ваков низок водостој на Пена како изминативе недели. Во сушни периоди како овој нема потреба да работи хидроцентралата, која треба да биде контролирана од надлежниот инспекторат. Треба да има инспектори да види водата каде се излева, кој ga зема, кој ја користи. Нормално дека треба да има инспектори за водата, ама треба да има инспектори за ѓубрето што се фрља во реката. Од инспекторатот за води велат дека не ја знаат состојбата со Пена и во пракса најчесто вршат контроли по добиените преставки. Конкретно за оваа река велат дека нема добиено преставка, но во рамки на своите можности ќе се обидат да дојдат на лице место, да проверат дали хидроцентралата го испушта биолошкиот минимум од реката, кој треба да изнесува 10% од годишниот просек на протокот на вода.